Иако најавивме дека емисијата отворена за ќе мирува, затоа што месец август потешко наоѓаме соговорници, сепак, еве ќе направиме изнимка од она што го рековме и во овој август, на почетокот на месецот, ќе направиме една средба со Ристо Милев, човек кој во општина Кавадаци важи за мощно успешен стопанственик, затоа што го зачувал лозарството, ја зголеми површината во лозарството, инвестираше во винарството и воопшто докажа дека со добро менаџирање и со образување на времето или во времето во кое живе и работи, економијата може добро да се менаџира. Тој е типичен представник на една повозрасна генерација на раководители во општина Кавадаци кои во изминатиот период покажа и докажа дека со добро менаџирање и работење може да се остваруваат добри економски резултати, да се биде најдобар во Македонија, барем кога се работи за лозарството. Вчера бевме во неговите плантажи, Аде Гоце Делчев Тиквеш, плантажите под картошија Вранец ги видовме плантажите под десертно грозје Кардинал и видовме многу убав квалитет. Иако надвор е 40 плюс 42 степени, во неговите лозови плантажи полека капка по капка се наводнува секоја лоза. Инвестираше сите изминати децении и вложи максимални сили да имаме вистинско лозарство во општина Кавадаци. Степенот на модернизација на производството на грозје го доведе до европски нормативи, купувајќи машини за берење на грозје, за окопување, за лачење и така натаму, што значи, како што рече да негов агроном, ако не го следиме модерниот тренд во обработката на лозарството, не бива. Или едноставно кажам дека лозарството е наука. Дали навистина лозарството е наука? Добар ден. Добар ден. Пред се лозарството и целото земјоделие е наука. Сите што мислат дека лозарството може да го работи секој еден или тоа е од дедо, прадедо наследство и секој знае струката, се лаже. Сите знаат да работат лозарство, да, али струката и болести и биологија на болести, ипак е тоа наука, треба да го знаеш, да пратиш за секоја болест, за секој штетник. Ако не ги знаеш тие биологиите на болестите или на молецот, ако не пратиш летови, ако не знаеш кога јајцата се пилат, колку време треба да се испилат, ти може да промашиш и да направиш хаос во лозарството. Колку години со лозарство се занимаваш, земејќи го периодот во Тиквеш и самостојниот период? Па, почеток првите почетоци. Јас занимавам уште од дете со лозарство, татко ми имаше 3 хектара, али професионално веќе вработен во Тиквеш од 84-та, што значи 37 полни години, 38 ќе ми биде ова веќе за месец ден. Кој период ти е потежок како лозар, да не речем, ти си агроном, инженер, дипломиран во Тиквеш или сега самостојно? Па види, времињата беа различни и периодот различен. Во Тиквеш почнав јас од агроном, па раководител, завршив како технички директор или директор на производство на цело Тиквеш при делбата. После станав директор на ГД Тиквеш од 99 11 22 години сме веќе самостална фирма и 22 години ја менаџирам оваа фирма со сите, да речам, и добри и лоши страни што сме ги поминале. При делбата ние на Тиквеш наследивме, поделивме 600 хектара винови 600 хектара површина под винова лоза, сега имаме веќе 800 хектара. Во овие, да речам, 20 година ние она што беше наследено 6 хектара, нема уште 56 хектара стар насец, ето обновено фактички. Сите тие 600 хектара се обновени и садени плюс нови 200. Инвестираме цело време во овој период, да речем 20 години, нормално дека е потежок. Таму тоа беше друг систем, друго време, други одлуки, кредити, економија, пратење. Денеска многу поекономски тоа го работиме. Ние Тиквеш пропадна, се подели со долг од 960 милиона, од 18 милиона евра или 36 милиона марки. Ние при делбата делевме долгови, не делевме имови. Да, и ние поделивме и после ги плачевме тие обврски спрема агенции, дали агенција на санација на банки, дали агенција за
ова за приватизација дел акции на државата во акции се трансформација на капиталот во државен помине, па после се купуваше тоа сето, а тоа е веќе процедура, тоа е голем, мислам, големи... Како го издржа тој период и тие проблеми? Па види, кога се сака и кога нешто сакаш да го работиш и кога си принуден и знаеш дека тоа можеш да го сработиш, беше тешко и сега е тешко, не и сега не е исто лесно. Колку тим имаш сега? Па сега некаде сме околу 150 вработени, 150 вработени, цирка плюс минус. Секој период некој доаѓа, некој оде, некој во пензија, годишно одат по 10, по 12 луѓе. Пензија помалку идат, веќе млади не сакат, па некој повозрасен доаѓа и принудени сме остатокот да го менаџираме, да го работиме со групи кои што ги земаме од другите општини, со луѓе да принудени така да работиме. Али ние во последните 20 години имаме инвестирано некаде над 600 хектара систем капка по капка имаме направено и тоа ни ја олеснува работата. Иначе во спротивно тоа не е изводливо да го наполииш ти сето тоа. Ние имаме 10% од површините не се подсистем за поливање, другото не е сето подсистем и се што не е подсистем е со систем капка по капка. Христо, зашто 1 метар од земјата е грозито? Во Кавадаци огромно пола метар така ратам. Тоа е една математика, едно убаво нешто за око, кој агрономот ми го објасни. Добро е сега и вие да го кажете. Зошто така? Па зошто? Види, многу последните 20 години, да речам, многу посетивме многу држави, видовме како тоа се работи во светот. И кога ќе споредиме како се работи тоа таму, како е кај нас, ние дојдовме, видовме дека сме биле некогаш во системот и во времето во некои заблуди. И сега, ако го направиш ти низок насад, што го правивме ни 65 од земјата и се, грозито ќе падне доле, травата ќе порасне, хербицид не можеш да користиш, не можеш лозјето ти у трава ти е, порано се копаше, сега никој не копа. Друго, времето и тенденцијата и сега и натаму, дали сме ние како фирма или овие поголемите производители или помалите, мора да размислат дека бербата мора да оде машинска, затоа што цените на бербата нема да ни ги покрива никој на нас, да речем купец на вино, нема да ни ги покрие нашите трошкови. И ти мораш да бидеш рационален и рационално да размислуваш и да направиш припрема, а тоа се прави со садење, да може машина да влезе. Машината не мора да е, сите машини тие се опремени со камери, со сето е тоа софистицирана опрема и ти доле не може таа во земјата во камен да се ударе, да се окрше машини, тие се ипак скапи машини. И мора да крениш насад, и да биде и лесен за работа и луѓето да не одат по наше речено погрбавени, да е исправен да работи. Може видовте на тие површини, ние не одиме со припикнување, се одиме со поместување на жици, дупли жици, имаме кои што ги местиме постепено металните стубови. За некој тоа е научна фантастика во заштита. Па види, не е тоа научна, али треба да се види. Ние тоа во Европа било. Ние во бившо Тиквеш копавме рачно, колци стававме, со ашов копавме. Сега имаме набивач кој што 800.000 за 7 сати 1000 стубови набива без да копаш дупки, без да правиш трошкови, со двајца луѓе. Ние порано молим? Метални имате. Да, се последните години, се што садиме 6-7 години, негде околу 100 хектара се седење со метална конструкција и метални ставаме и федери, да речем, купуваме од Бугарија и Италија, на поединични колчиња што беа порано дрвени, сега ги тураме метални и врзуваме со некоја ПВЦ, носиме исто Италија, Грција, везиво ги врзуваме лози за да не ни се криват. Утре за машината кога ќе бере да не крше, да не прави штети, да те биде насадот прав и да биде 40-50 години, не биде за 20 години амортизиран. И ова година подигнавме 25 хектара лозов насад,
ланската година подигнавме 15, пред таа 15, секоја година подигаме. Тоа сето плански. Да, и сето тоа оде со конструкција современа. Сега оваа година направивме крајните колци, некој импрегниран бетон донесовме од Пловдив, не Пловдив, него од Бургас, и тие со косници. Следната прилика ќе го сликаме, не ставаме затеги анкери, директно со косници ги правиме така, трајни се и да не смета на берба, и да не крајниот кол да не се криви затегата, да не биде искривено лозјето. Тоа го има во светот. Сега само треба да се види. Ние го видовме и го пренесуваме тоа фактично. Ако е тоа технологија на самото производство на грозје, кажете ми дали во сортиментот на изборот на лози внимавате? Претежно, ние задните, да речем, овие 7-8 години, не садиме вранец Смедеревка, само имаме површина една, вчера баш таа што видовте, 5-6 хектара или 7 хектара таа во Љубаше вранец. Другото ни е ризлинг, веќе имаме посадено 20 хектара. И оваа година посадивме нови 10 хектара ризлинг. Посадивме белан, или да ова рече како да, претежно одиме на бели сорти одиме. Па види, гледаме во Македонија бели сорти ги има шардоне и се нешто некои сега експериментират и другото се е Смедеревка или малку. Траминец има многу малку во Македонија, тоа може да каже дека е 50 на хектара укупно у цела Македонија да го собери, и другите некои опитни сорти, кој хектар, кој 2, кој 3, Совиньон исто многу малку. Жилавката ни сега оваа година исто и жилавка посадивме. Донесовме калем од Италија. Жилавка последните, да речем, 10 години калем никако не земаме од Србија или порано произведувавме, али трошковите ни беа многу големи, гаранцијата дека можеш да го продаеш беше исто многу мала, и дојдеме со состојбе да го прекинеме тоа производство, затоа што одев ја порано и по министерство и ки министери, барам да ни дадат нешто или да ги поделиме на луѓе, да ни субвенционират. Со цефта, со ова не смееме ова да правиме, не смееме она, и така тој програм го... Репроцентарот не ви работи моментално? Не работи затоа што... Нема економска... Да, нема логика и оправи, да, и сега ако му дадеш и знаеш како се научи кај нас, ако му изгинат 10 лози и иде друг ден треба да му ги даеш. И ќе испадне не можеш... Не можеш да ги покриеш. Не можеш да ги покриеш и треба да правиш да го покриваш од другите култури да ги покриват репроцентарот. Кога сме кај сортите на грозје, не знам дека треба да зборуваме овде. Зошто ги нема црните сорти? Или помалку ги има? Не, ние имаме вака, ние имаме од црните сорти имаме вранец, некаде стои повеќе хектара, имаме мерло 40 на хектара, имаме каберне 30 на хектара, имаме кадарка некаде околу 30 на хектара, сирах имаме, каберне франк имаме. Фактички тоа што е актуелно го имаме, али мислим потрошњата на тие вина и на ова не е во трендот, да речем, во тој тренд или во таква побарувачка. Повеќе се пијат, да речеме, овие масовни вина, поевтини вина, и сега ние одиме, претежно одиме на, да речеме, на ризлинг, одиме на жилавка кој што има јаки киселини, и одиме беланки, и ќе направиш некој средно вино кој за широки маси со подобри цени, со поголема родност на лозјето, и да имаш некои цени конкурентни кои што можеш да преживееш. Затоа што ние виното на крај ние грози не продаваме, вино преработуваме. И виното треба да го продаеш со соодветни цени кои што пазарот ќе ти прифатат, и може да сакаш, ама пазарот е... Имаш ли вишок од вино? Па моментално некаде има... Винско грозје немаме вишок, ние купуваме винско грозје, да. Преработувате и имате вишок? Да, ние наше грозје некаде преработуваме околу 7 до 7,5 милиона кила грозје, околу 5 милиона купуваме од кооперанти, имаме кооперанти кои што од почеток на визбата се уклучени со нас и тие не ги оставаме на цедило. Дали имаме или потреба или немаме потреби, тие ги наши тие 7 години. Ова ќе не биде 8 берба, секоја година му го зимаме грозјето,
цените кои се актуелни за сите, така се мислам и за нив и за нив. Тоа е иста, одма веднаш му исплачаме за 7 дена од предавањето на гроздето, така ќе биде оваа година. Фактички се што мислам тие кооперанти и оваа година лани имавме и вишок, земавме и простор под закуп за да чуваме вино само за да му испаднеме во пресред. И оваа година иако имаме некоја мала, да речем мала, имаме некоја залика преодна, пак ќе земеме простор, ќе изнајмеме, важно не ги оставаме, да. Пред некој ден чув една проценка дека годинава ќе имаме малку послаба на квалитетот и на количината на гроздивот и квешијата, 80 милиони килограми. Која е вашата проценка како инженер агроном? Види, со бројки не сакам да се расфрлам со бројки, затоа што многу луѓе се расфрлат со бројки и никаш не ја погодиле таа бројка и ќе бидеш смешен. Прво, Македонија никој не знае ни колку хектари уште имаме, или ако ти кажа дека имаме 22.000 хектари или 25.000 хектара, така ќе ти кажа дека се бере во Македонија 130 или 140 милиона кила грој, ќе испадне како пченица да бериме. Значи не е така, не е таа вистинска пресметка на Да, не е таа вистина не е адекватна на количините на грози со хектаражите. Точно е дека оваа година има мрзнење на дел на грозјето, нискиот дел, речеме од делот на куриите, долу Пепелиште, тој дел под автопатот до Димир Капија има големо мрзнење, има и зимско, има и пролетно мрзнење. Има и пролетно мрзнење. Делот на речеме на Овчка река, делот на овој што е насуво таму, мислам дека уште 7-8 дена или наредни 10 дена ако не падне некој дожд да спасе од таму нема што да се очекува берба. После нека врне и секој ден џабе. Некоја смедеревка може малку да се, али црните сорти е завршена за нив приказката. Таму нема шанса на тој дел да се. Сакате да кажете дека ако август не падне дожд, во овој период што го рекоте, готово, ќе немаме грози. Она што е на суво, да. Да, за тие површини таму бербата ќе биде завршена фактички. Или тоа ќе биде ние за вино, ние за ништо нема, ни за ракија ќе биде. Може ли во една таква ситуација да се добие малку на цена, повисока цена? Па види, пред се цената Да нема грози на пазар. Да. Секогаш природата си ги балансира работите, си ги балансира. Ако моја лично очекување дека треба нешто да се мрне. Да не биде ланска. Ланската беше барам да се врати она, да речем, предходната што беше пред 2 години цена, некоја издржлива цена што треба. Твој агроном во текот на вчерашниот ден ми рече така, приватен муабет вика под 15 динари за вранецот не е добро за лозарство. Абе види, добро и 20 да биде. Цената на тоа е и 20 е добро да биде цената и ние сакаме да биде 20, ама сето зависи од цената на виното. Залихте на вино колку се во Македонија, сега ние знаеме за нас, не знаеме за другите, колку има другите залихи. Друго, колку има Европа залихи. Дали се одрази мрзнењето, мрзнењето се одрази во Франција. Франција е најголем производител на вино и Италија. Ако Франција и Италија е се нормално, кај не си да нема да нема ништо на пазарот нема да пореметиме или нема да влијаеме. Ако таму 10% измрзне нашиот пазар, ние сме промили, не сме проценти од светскиот пазар, од европскиот пазар, така да не зависи од нас многу таа работа, зависи од пазарот. Да, тоа се и Шпанија продава дампинг цени, дали државата му помага некои цени, кога ќе дојдат купец, кога ќе дојде, кога ќе му кажеш дека ти некоја цена бараш 40 некој цент таму, 40 нешто, он ќе ти каже ние имаме во Шпанија 28 центи. И тоа е нешто страшно, дури поразувачко. Сега се прашаме, а тоа треба и држава да го испита. Дали се таму нив државата ги субвенционира за да се очистат. Тоа зошто ние не го правиме? Сиромашки или кај држава ли сме? Сиромашки или сме кај држава? Немаме ли пари тоа да го изда? Како ти тебе состојбата со визбата? Може амбициозно ја започна оваа инвестиција и работи повеќе години. Дали е добро работењето? Капацитет на визбата е околу 9 милиона кај нас. Градишни делови
се завршени и некаде имаме простор за 11,5 милиона капацитет треба да биде. Тоа се е спремно, само ни требат некаде уште 2,5 милиона цистерни да убациме, да го заокружиме, да речем, тој капацитет, да го заокружиме на 11,5 милиона, али не сме во финансиски сега, еве со ковидот, со ова ланска година и со цена на грозјето и со асталското потврливме, имаше дождови, потврливме, да речам, и со цената на виното падна лани за 10 до 15% од прошлата година и сега да видиме, ако не се качи ништо, не знаеме, ако имавме, влезени сме во кредитни линии кои што треба да си ги вратиме кредитите. И сега да речам имаме кредити кои што треба да ги вратиме до мај јуни. Како ќе ги вратиме тие, ќе види, ќе размислиме и со родната и мислиме и со како ќе бидеме финансиски, па да го дополниме тој капацитет. Може ли виргото да се врати со својата експлозивност на пазарот така како што и до сега беше популарно? Може популарно вино произведовте во повеќе сорти и зошто да не живне пазарот, еве ова зима например? Па види, се зависи пак тоа ќе кажам, се зависи од пандемијата. Еве, ако земеме прошлата година ни беше 60% флашираното вино помалку за разлика од претходно. Да, и сега ние преживеавме благодарение на наливниот програм, затоа што имаме квалитет, фактички сет квалитет отиде во наливниот програм. Туривме таму и ризлинг, и шардонеј, и се се убаци таму, да се испразниме. Цените, иако беа ниски, битно беше да го одржиме пазарот и благодарение на квалитетот, барам, овие преживеавме без поголеми стресови со германскиот пазар, за таму се продава вино во маркети. Сето вино што оде, ние што продаваме на сето оде у маркети, не оде у ресторани, затоа што и таму беа рестораните затворени, Германија и Австрија, и сега ќе ќе продаваме. Да, и сега угостителско, флашта е угостителство. Така е, точно. И да се вратиме на трпезното гроздје, сега почна да се бере масовно. Откуп во Кав Комерц, Пеца Комерц почна да откупуваат малку соприја, нема зрело гроздје. Или чекаат поголеми количини. Вчера бев на вашите плантажи во Љубаш и во Шамаци, овде има убав кардинал. Каде оде кардиналот? Како се ти задоволен од годинашно производство? Па види, ние веќе една недела веќе работиме. Почнавме некаде пред први. 27-8 почнавме. Ние до сега некаде имаме некои количини, да речеме, околу 90 тона испакувано кардинал и продадено. Квалитетот е извонреден. Извонреден е. Имаме проблем исто и ние со зрелоста, али имаме големи површини. Вртиме едноставно, вртиме и можеме пак по нешто. Не е тоа што можевме да го береме или што го очекувавме, али зрелост, али секоја втора ден ставаме вода и благодарение на системот на ова одржаваме. Многу ви е тешко, навистина. Да, и сега плюс температури работиме до 9 до 10 сати, после 10 од 5 сати до некаде до 10 се завршува, после не може човек да стое таму, а не да му даеш да работи, не е ни хумано, а не е ни издржливо фактички. Еден млади агрономи имаш во плантаж. Па се е млади. Задоволен си ти лично како вака? Па види, сум задоволен, затоа штом сака да дојдат да работат. Штом сака да работат, добри се. Ако грешат, ќе се поправат. Нормално. Ќе се научат, има од кои да научат, само да имат желба. Така. Во твојот систем на раководење и работење се е домачински. Ако ја сакаш фирмата, ако сакаш работата, има и добра стимулација. Убави си и платите за оние што добро работат и многу работат. Па види, платите се платите кој сака да работи кај нас, нормите се останати од бившо тиквиш и нашата норма се фаќа за 4 сати. Кој сака да работи. Се работи за колку време вика за 4 сати. Кој сака да заработи, ние му даваме можност. И имаме сега секакви луѓе. Некој ќе заработи 16, некој 18, некој 30 до 32.000 неработник може да заработи. Трактористи имаш од 21-2 до 38.000 зима еден тракторист. Агроном од 20
26 до 32 може да заработи. Сега, ама треба или да направи нещо, да заштеде, да не фрла и секоја хартија на стааса да се обере, да не се фрли, да не се направи трошок. Ние живееме економски, нас никој не ни дава, немаме пари, ни од држава, ни од фондови, од ништо не добиваме. Ние добиваме субвенција, се вкупно, да речам, ми сме ограничени, например, од државката на лозов насад, за нас е 30%, за индивидуалните или за малите е 100%. За осигурање до 5 хектари или за 3 хектари имаме ни 60%, другото немаш ништо. Фактички не осигуруваме. Нафта, зелената нафта, ако секој дава 60% од ова, ние добиваме се вкупно на ниво на година 100.000 денара. 1500 кила нафта добиваме, а трошиме 20 тона месечно нафта. Зато ти кажам, ние живееме економски и од тоа мораме ние да преживееме. И секој треба да се најде, да заштеде или да направиме поголемо производство и поквалитетно, да извадиме па за да земеме. Тоа преку бонуси го решаваме. Ристе Милев е благороден и благодарен соговорник, од поодам на 30 или 40 години го познавам. Една ваша проценка и мислам дека ќе погодите во каква состојба е приватниот сектор во лозарството. Ако вие сте најголем производител на лозје, на грозје во Македонија, во Република Македонија, како вие проценувате состојбата во овој сектор кај нас? Има ли иднина, нема ли иднина? Многу луѓе се решија да не одледуваат веќе лозје, некои ги ископачија, некои саде други култури, меѓутоа некои останаа. Па видите сега, тоа е ипак исто тешко прашање. Има некои ги работат професионално и сакат да заработат и да живеат од тоа. Има некои кои се шверцуват, тоа го гледаме, и одејќи низ полето, го крои у мај месец, само ради да земе субвенции, ни прска, ни работи, и го има само култура за да го има лозјето. Имаш луѓе, мислам дека и тоа адекватно со државата не е решено. Ја задните, да речем, 20 година цело време укажувам, ама нема на кого да укажеш и нема некој да те слушне. Кај нас не се стимулира производителот, оној правиот производител. Кај нас се стимулира се живо и чак еден вице-премиер од пред, да речем, повеќе години, кога му пристапив со овие исти, барањи со исти разговори, ми вика, па ние директор решаваме социјала. Па не е лозарство, не треба да биде социјала. И сега овие 20 години, да ти кажам, државата, не зборам ова и она влада, се државата го одржава лозарството, го држи го одржава такво како што е. Или треба да зафанат да видат кој работи професионално или кој треба. Не можеш ти да го одржаваш оној што му е хоби, што има 5 декара и се. Или производителите правечи ги помагат, оној што има, да речеме, минимум 3, 5, 6 хектара, 3 хектара, не може со 5 декара и со 3 декара работи, дали да не бидам разбран, наставник или полицајци, он е лозар. Не, тоа е вистина. Тоа е проблемот кај нас. А оној што има 15 хектара не може да добие еден трактор. А оној ки што сите му фамилијата му се вработени добива трактор преку ИПАРТ. Тука се и Тука се сите проблеми се, а никој не ги помага. Имам такви луѓе што ги знам, кои што не може еден трактор, уште стари трактори воз по 15 хектара лози гледат и не можат да земат соодветно, а оној што треба, што има 5 декара, 3 декара, 7 декара, и сите сме лозари, и сите на состанок, и сите, че каже, и дедо, и баба со прскале со ова, и гледале лози, и затоа и овака не се состојбата лозари. Значи мора да се направи ресен. Мора, или нека се даде, мислам да се помага на оние што работат професионално, а не он не се враќа у лозјето или купил лозје, примерно адвокат или било кој имаш од Скопје, од оваа му купиле лозје и му го дава на некој да го работи за субвенции. Тоа е катастрофа. Не се убави работи, а оној што работи, например, имаме, да не ги спомнувам, не е фер, некој ќе заборава, имаме некои што имат од Сопот навам по 10-15 хектар, треба да ги помогнеш, тој веќе се определил тоа и фамилија и се за овој оде како хоби и исто го третираш тој и овој. На тој ќе земе 100%, овој ќе земе 30% или 20%. И кажете вистината. Овде би завршили со оглед на трајањето на емисијата, ако имате да додадете на крајот нешто, поверете.
Па го дарам, очекуваме дека ќе биде една подобра година, макар што лоша е годината за производство на грозје, многу тешка е. Очекувам дека ценовно нешто ќе се мрне. И државата дека ќе најде соодветни мерки како тоа да го изменаџира за да биде сите задоволни. Зад нас е лозјата на АД Гоце Делчев Кавадарци. Конкретно организациона единица или ООЗ-те Љубаш, ако се сеќаваат они постарите кавадарчани. Зад нас имаме лозија на кој се пакува трпезно или десертно грозје, како кавадарчани милуваат да кажат, кардинал. Има некои други сорти кои во ова организација, во ова компанија, во ова акционерско друштво се негуваат и со години поред не се ископачуваат. Ова последното зборче е многу важно, бидејќи во Тиквешијата голем број на лозари се откажаат своите лозија заради нерентабилноста, заради ниските цени. Во АД Гоце Делчев Тиквеш, напротив, важи обратната формула. Овде се инвестира и земјата која е гола се прави лозје. Големи количини на лозови плантажи АД Гоце Делчев изминативе неколку години, би рекол 2 децении, подигнува под вински сорти на грозје, главно на сортите Вранец, меѓутоа и другите популарни сорти во светот на винската индустрија, но и покрај таквата состојба сепак не цветаат рози. Само преговорна работа на директорот и на тимот што го води тој може да се успее во лозарството. Во спротивно многу тешко. Овде нон-стоп се инвестира. Секоја година се инвестира. И во подигање на нови лозови плантажи, меѓутоа и во одржување на постојните. Овде во Шамаци, во организационата единица Љубаш поранешно или посет на АД Гоце Делчев, можеме да забележиме и аргати, луѓе кои го пакуваат кардиналот и истиот се извезува на пазарите во Србија и во другите земји во соседството. Ова се први сорти во месец август кои успеваат до некаде да ја осликаат нашето тиквешко поднебие и во тоа успеваат. Меѓутоа само со посредство на АД Гоце Делчев кој во една ситуација на закочување на пазарот на десертно грозје се обидува до некаде да го оживее овој процес. Индивидуалните лозари кои имаат трпезни сорти на грозје, Сташински, Викторија и други сорти, успеваат до некаде да го одржуваат овој пазар на десертно или трпезно грозје, со тоа што своите количини ги предаваат во Каф Комерц Кавадарци или во Пеца Комерц, најголемиот купувачи на грозје во Тиквешијата. Меѓутоа и овде тешко оди состојбата, не зрее грозјето. Ова сонце, овие 42 степена, буквално се смрт за лозјето. Меѓутоа, ако се наводнува, тогаш може нешто да се постигне. И кога сме кај наводнувањето, да кажеме дека земјоделците мака мачат со наводнувањето. Токму заради оваа вистина, голем дел од лозите во Кавадарци почнуваат да се сушат, а месец август е, а 42 степени Целзиусови се. Тоа е голема температура за ова лозје, која, ако можете да забележите овде, е зелено. Зелено затоа што имаме систем капка по капка, затоа што на овој начин агрономите оценили дека може да се зачува и да се одгледа лозје. И во тоа и успеваат. Вие сте агроном овде? Да. Како се викате? Ирена. Ирена, каков род имаме годинава? Па добро. Сега се уште сме на почеток, нели Да, се на бере почеток. кардинал, добро. Кардиналот Иако е е многу одличен. жешко, Да. да, се трудиме да биде да Колку се може извади ова максимум. жешко да му наштети на ова десертно или трпезно грозје? Па може, да, може го стопира развојот на лозата, го запира зрејењето на лозата. И мора да се набере што е поскоро Да, можно. да. Иначе калибрацијата видам дека не е лоша така. Па не е лошо, да. Сега е супер, сега од Сабајле сме долу. Кои луѓе ќе го јадат? А кои граѓани? Која држава? Србија? Србија. Имате традиционални Србија, пазари овде. Србија, да. Слушам дека тешко наоѓате аргати. Какви се овие аргати? Добро ли берат? Велешари таму беат, тука се кадарчани. на претежно ние работиме со истите луѓе. Имаме пензионерки и неколку стални А добро си ја работнички. бакат работите. Да, се снаоѓат, да. Се снаоѓаме. Кажи ми, немам меѓу нив млади или многу малку млади. Па нема, најмладата ни е околу 48 години и се трудиме и тие да ги задржиме. Пошто со текот на времето, нели? Да. Ги стимулирате ли со добри дневници? Да, со добри дневници, со добро расположение на Гледам работа. сите се оптимисти. Да, Не знам за какво сите е. насмеани, да.
Да. И работното време ви е сообразено според условите на... Работното време ни зависи од тоа кога ќе си ја завршиме работата. Ако завршиме порано, независно дали е 10, дали е 11, си одиме, меѓутоа над 11 веќе Не се Со вие услови, со вие жешки температури, не одиме. Добро, овде имате комплетно агрономско третирање на лозето, од првото прскање до последното, така? Да. Дали сте задоволни ова година од реколта? Задоволни сме, да. Задоволни сме, кажав нели дека сепак уште сме на почеток. За сега е супер со кардиналот. За трпезни грозија, видите таму и имаме Вранец, следно како е Вранец? Викторија, па добро е. Ќе видиме нели што ќе каже бербата. Вие сте случај само за десертни лози? Не, зависно од тоа каде имаме потреба, таму ги извршуваме обврски. Обврските кон трпезни и кон вински сорти на грози, исто ли? Па не, трпезните барат повеќе внимание, повеќе работа, да. Винското е тоа да озрее, да се достигнат малиганите и да се обере. Има ли болести ова година? Па не, Нема? Нема. Сега го следиме молецот, ама нема. Освен кај вас во приватниот сектор каква е ситуација? Не сум информирана. Добро. Службено и така треба да се зборува. Да, ние сме си само за Да, вело дека тука, си исто не е гледаме у нашето. Во Да приватниот биде... сектор постојано се жалат, стално нешто му фали. Овде не се штеди за да се направи добро Да, лоз. да, така, не. имам информација од Милев и таа суровина ќе биде добра и одлична за правење на добро вино. Очекуваме една добра плодна година, очекуваме се да биде во најдобар ред, еве почнавме најдобро, па се надевам дека и така ќе завршиме. Овде завршуваме со оглед на тоа што е многу жешко и ќе одиме на друго место. Фала многу. Да, можете да ги погледнете жените како работат. Ако судиме според она што го гледаме сега, дали можеме да оцениме дека годината ќе биде родна? Годината е родна, али приносите мислам дека ќе бидат намалени. Не мислам, него сигурно ќе бидат приносите намалени ради, да не речем, не времето од овие жештини што се по 40 и над 40 степени. Делови од тиквешијата мислам дека и че немат грози. Ова е оценка на еден агроном, на Блаже Калуџеров. Тој е раководител на работната единица Љубаш во склоп на АД Гоцеделчев Тиквиш, предпријатие кое е единствено организирано и на многу квалитетен, софистициран европски начин одледува лозија. Сега сме во лозови плантажи под Картошија и Вранец. Картошија. Лозови насади од сорт картошија. Ова се новите лозови насади кај што се подигат. Сите лозови насади нови што ги подигаме на овој принцип. Лимени колци, полесно за работа, за одржување, за машинска берба. Системот капка по капка е. Систем сето е наредено со систем капка по капка. И прихраната е во рамките на водата што е добро, ли? Да. И прихраната оде со самата вода преку самиот систем. Блаже, слушнавме дека имате проблем со берачи, значи дека имате и автоматски берачки на грози. Да, имаме од пред 3-4 години имаме замено и машина за берба на грозје. Кишо е, мислам дека е најнеопходна во овој момент. Најнеопходна. Апсолутно. Ради немањето на работна рака, на берачи. Ова е европска технологија, нели? Нема тука ништо мануфактурно, да не речем, со рачно. Не. Или се избегнува рачниот начин на работка. Се избегнува рачниот начин на обработка ради тоа што се помалку имаме луѓе за работа. Тоа е општо лозарство низ цела наша држава. Така. И ради тоа мора да одиме на начини ки што може да тука имаме високи први жици ки што може да одиме без проблем. Ни едно зрно не паѓа долу. Не паѓа доле, ки што може да одиме машинско третирање на почвата, тоа е прскање со хербициди, полесно подкршување на лозовите насади, побрзо подкршување на лозовите насади, машинска берба без проблем, со многу малку минимални, да не речем загуби, тоа е тоа. Твојата колешка рече дека не е лоша состојбата со трпезните или десертните сорти. Што ќе кажеш ти?
состојбата до пред овие жештини беше добра. Добро. Али зреењето особено сега на овие првите сорти на кардинал, на Викторија е забавено од самото. Стварно? Да. Значи сонцето не го забрзува тој процес на зрење. Не, напротив, сонцето го забрзува, ама до одреден степен. Јасно. Али над 40 степени тука имаме блокажи на лоисти. Те разбирам. Имате ли вода долу? Вода моментално има. Меѓутоа со ваши сили, трудејќи се да не го останат вашите лози. И со наши сили, и со водостопанство тиквеш, некако се разбираме и вода имаме. Сега за сега е. Овој систем капка по капка навистина дава добри резултати. Според вас? Дава. Дават добри резултати ради тоа што прво имаме време да поминеме поголеми површини, второ работна рака тука немаме. Добро. Вашето акционерско друштво вложи многу пари за да се добие ваков вид на производство и на грозје. Треба ли во лозарството постојано да се вложува и зошто? Лозарство нормално. Лозарството е исто, да не речем наука, да не речем него и е наука ки што трпи секој ден промени. Нормално. Нови има особено у оној дел ки што треба машински оддел да не речем лозарството, трпи секој ден промени и ние као фирма се трудиме да ги следиме тие сите новини. Значи имаме машина од оваа година, машина за дефолијација или нашки кажано машина за лачење лист. Имаме, како што спомнавме претходно, машина за берба на грозје, имаме машини 5-6 машини на ниво на Гоце Делчев имаме за подкршување на лозја или зелена резидба. Имаме машина за кроење. Така да се трудиме колку можеме, Имаме машина за копање. Колку може една лоза да даде килограми вранец? Вранецот, тука овој вранец е негден по наши проценки околу 5 кил. 5 кил од лоза. Според твојата агрономска проценка, колку би требало е килограм вранец да се продава воопшто, да се купува, да се откупува? Според тебе? Според мене, која е таа пазарна вредност? Јас мислам дека не би требало да е под 15 денари. Не би требало да е под 15 денари. Значи, сите сакаме и сите тежнееме на тоа да е повеќе од тоа, али мислам дека не би требало да е под 15 денара, никако да не е. Морам да кажам на крајот од овој наш пријатен разговор дека имате винарска визба која користи суровини од кај вас. Да. Дали ќе дадете оваа година добра суровина за добро вино? Се надевам. За тоа работиме, се надевам. Блаже, благодарам. Наш домаќин Блаже Калуџеров, човек кој не прошта ни сите лозје во работната единица Љубаш и работната единица Шамаци, беше одличен домаќин, до одлични соговорници и во берачите и во агрономите, што значи лозарството е и понатаму популарно меѓу нас. Треба само да го сакаме.